Првиот уписен рок за учениците кои завршија основно образование е закажан за 16 и 17 јуни. Средното општинско училиште Гошеви Кентиев е подготвено да прими 440 ученици распределени во 10 паралелки во истите профили и струки: електротехничка, машинска и сообраќајна струка. Уписите се веќе објавени на официјалната страна на МОН. Барањето кое што ние го доставивме е исто како и минатата година, со тоа што профилирањето на кадри терминолошки е изменето, инаку остануваат истите профили, исти струки. Во прашање се 10 класа и вкупно 440 ученика. Савев истакна дека од оваа година има измени како и олеснување во превозот за учениците од Македонска Каменица и околните населени места. Во оваа година за прв пат направивме една мала промена за учениците, така, можеби помалце и должно внимание, за учениците од Каменица, кои што не се во мал број во нашето училиште, го променивме малку начинот на превоз, значи учениците ќе можат да патуваат не само од Каменица директно до нашето училиште, туку и од околните места во Каменица. И гимназијата Липчо Сантов ги отвара вратите за 272 ученика распоредени во 8 паралелки во економска струка и гимназиско образование. Деветоделенците имаат 3 уписни рока според календарот од Министерството за образование и наука. Јас ќе го кажам првиот, 16 и 17 јуни. Резултатите ќе се објават на 18 јуни. Приготвивме скромен видео рекламен материјал кој што можат истите да бидат информирани, можат информации да следат и на нашата веб страна. Ангажирани се сите структури во училиштето кои што стојат на располагање од стручни служби, од професорски кадар, од младинска организација да што подопрат до деветоделенците и да ја објаснат кои струки кај нас се застапени, што возможува едната, што другата струка. Накратко ќе кажем дека имаме само 2 профила на образование, гимназиско образование и имаме економски техничар. Раководителите на двете средни училишта истакнуваат дека одредени проекти кои беа во тек сега се застанати заради состојбата со коронавирусот, а тоа, например, Средното општинско училиште Гошеви Кентиев моментално го прекине проектот со компанијата Amphenol Technology Македонија за обука на 30 ученика, а се надеваат дека ќе продолжат по завршувањето на вонредната состојба. И во најава и проектот 2020-2020 со Евана за едукација на ученици од електроенергетската струка за подоцна да ги земат на работа во Евана. И двете средни училишта се уште немаат добиено писмено известување од Министерството за образование во однос на тоа како ќе се одвиваат уписите поради состојбата со COVID-19, дали лично или електронски. Но директорите истакнаат дека како и да е, сепак се подготвени и лично да ги примаат учениците согласно протоколот за држање дистанца, влегување на еден по еден ученик за упис, како и користење дезинфекциони средства и заштитни маски. Првото пријавување и запишување на учениците ќе биде на 16 и 17 јуни, а ранг листите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 18 јуни. Второто пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 24 и 25 јуни, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 26 јуни. Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 29 јуни, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни.